Здраво и добре дојдовте во Leadership. Јас сум Кристина Велковска и мојата преокупација е создавање на лидери. А со мене во овој подкаст е секогаш Илијанчо Гаговски, кој е еден докажан лидер во IT индустријата. Денешната епизода ќе ја посветиме на лидерство во академскиот свет. Бидејќи сакаме да покажеме дека секогаш постојат интелектуалци во сите области на работењето, но интелектуалци кои што се вистински интелектуалци всушност се оние кои што ќе заземат став и кои што ќе го кажат своето знаење. Сега лидерството тука е кога и со своето знаење и со својот ангажман ќе направиш соодветни промени онаму каде што придонесуваш во работната средина, во околината во која што си лидер. Со нас денес е Мишко Ралев. Тој е професор по архитектура, основач и декан на приватниот универзитет Американ Коледж на архитектонскиот факултет. И тој за нас е еден светол пример дека лидерство постои секаде, па јас тука би го прашала како успевате да бидете лидер во академскиот свет, што значи тоа и како излеговте првично од комфорната професорска работа која најчесто ја поврзуваме со теоријата, а да бидете еден изврсен практичар. Благодарам на поканата. Можам да споменам дека едноставно човек го обземаат предизвиците, потоа со предизвиците иде работењето, должностите и секако одговорноста за она што го работите. Пред се во моите почетоци секако факултетот кој што го завршив архитектура не ме направи професор, туку архитект, оној што е подготвен за проектирање. Но ете околностите ме наведоа, односно да се запослам на архитектонскиот факултет на УКИМ и оттаму да ја започнам таа кариера, едукативна кариера, но секако во комбинација и со пракса, затоа што едноставно желбата да се докаже еден архитект преку своето делување е навистина архитектонскиот проект, така да тие две работи некако паралелно ги работев или ги практицирав низ да речеме целата моја кариера. Се раѓа или се создава лидер, според вас? Па ја мислам дека може би пола-пола, дека сепак нешто, дека морате да носите желба за создавање. Не желба да бидете лидер, не желба да бидете успешен. Тоа се карактеристики на суетните луѓе. Инаку, ако вас ве предизвик работата, тогаш за да бидете успешен во работата, тогаш морате да на еден начин и да ја поведете таа работа. И тука нешто мене секогаш ми било интересно и значи состојбата на македонското образование воопшто и состојбата на приватното високо образование посебно да кажеме не е некоја тајна каква ни е во земјата, какви све факултети не се отворија, кои се луѓе не стана професори и така натаму. Сега во таа една таква околина ти успеа заедно со твојот тим да направиш факултет за кој се вика архитектонскиот факултет на Американ Коледж е добар факултет. Точка. Нема дали е приватен, не е приватен и така натаму. Значи добар факултет. И тој принцип да нештото е добро или не е добро за наши услови, него е добро како ти тргна во ова една ваква околина и успеа да направиш нешто такво. Тоа ми е тој процес, тој ментален процес, како решава човек да искочи од забокречина, знаеш. Тоа ми е интересно. Да, во текот на мојата работа и на архитектонскиот факултет во Скопје излегував од таму и одев во странство. Работев едно време во Лондон, потоа на Кипар и во Зимбабве во Африка. И тоа беа некакви англосаксонски системи, кои што се различни од нашите континентални или германски школи. Потоа со некакви запознавања, со некакви познанства, дознаваш како се одвива целата да наречам кариера на еден и професор и проектант. Професор, да бидете професор по проектантски предмети, мора да имате и нешто
зад себе како Така. пракса, како искуство, вие морате да пренесете свое лично искуство. Потоа, дека на Запад, односно во Англија, не може да биде професор, односно и во повеќе други земји не може да биде професор по проектирање ако нема зад себе дела или и често пати тие имаат свои бироа. Така. Пак ќе кажам дека искуството е она што се пренесува. И има една фина мисла на Оскар Вајлд, кој што вели, не ве одредува вас професијата. Професијата е уска, тесно гледиште на она што сте вие. Туку вас ве одредува што работите. Сега да речеме, јас сум професор, нели, универзитетски професор, но то не е она што ме одредува. Јас сум архитекта, работам проекти, работам ревизии, работам консултации, учествувам, бев председател на асоциација, имам општествен ангажман и секако настава. Значи, што е тоа што го работите и што повеќе имате кругови на ангажмани, тогаш имате поголемо влијание. И она што всушност ова да ти одговорам на прашањето што ме натера да излезам од некоја, ја би рекол, комфортна зона, е токму тие патувања кои што вродија кај мене еден предизвик. Да излезам од таа шема, од тој стереотип и колку и да е тешко да се обидам, да направам нешто ново. Ама сега, оно што ме интригира е што успеа. Ти знаеш, сега кај нас, сите знаеме дека има луѓе што викаат дека на мојот факултет студентите може да паднат само од столче, така? Кај вас не е така. Имавме, со мене беше и мојата колешка и професионален партнер Викторија Ремеева, која што во тоа време јас работев на државниот универзитет, на архитектонски факултет, таа беше во агенција за просторно планирање и ние отворивме приватно биро. Ние бевме ја бев единствен наставник, да речем, професор, кој што имаше свое приватно биро, каде што ја практицираше архитектурата. И оттаму, преку работа, се запознавме со иницијаторите, односно со основачите на Универзитетот Американ Коледж, и во разговори решивме да направиме факултет за архитектура. Прво беше факултет за внатрешна архитектура, затоа што немаше внатрешна архитектура. Има само на Шумарски, имаше на Шумарски факултет, каде што ја 10 години асистирав и предавав. Но тоа беше од аспект на дрвна индустрија. Ова беше нешто ново и за такви идеи на државниот факултет немаше расположение, ниту не верувам дека ќе има, затоа што е тој факултет со традиција, факултет стожер, и тоа значи инертен. Но праксата, односно она што го следев ја во светот, е дека секогаш има уште еден по-млад универзитет, еден по-млад факултет, кој што ќе направи некоја друга рамнотежа, кој што ќе даде еден друг избор на студентите, на младите, дали да го запишат ово или овој. Затоа што во старт, рековме, наставната програма ќе биде различна. Так. Значи, тоа е тој бизнис, првиот си направите свој ниш на некој начин. Да, затоа што не можеме ние да направиме ист производ, а поскап. Так. И без некоја традиција. Значи, правиме нов производ. Значи, ние направивме на англосаксонска школа, која што не е инженерска. И дадовме, односно понудивме избор на овој пазар на високо образование. Нешто што можам исто така да го заклучам, што е една убава страна на твојот, рекавме, ќе видиме на ти, на твојот лидерски профил е дека желбата да се влие, да се носат прогресивни идеи, да се унапредуваат работите, од една страна не го задушува признанието за вашите колеги, кои што ги цените, и како тука гледате колку еден лидер треба да признава други авторитети во своето обкружување, други кредибилни личности, колку тоа додава или одзема во неговиот профил? Мислам дека е тоа неминовно, односно тоа е карактеристика на мојата личност, која што преку разни други форми на усовршување, да речеме, еве со Илијанчо сме членови на Ротари. Да. Добро, јас бев, сега веќе не. Но повторно тој ангажман, тоа мешање на искуства, мене ми дава за право да признавам и да учам од другите. И она што е многу битно, ја сакам да се дружам со тие што повеќе знаат од мене, за да научам и ја нешто. Тоа не значи дека тие секога мора да бидат постари, туку и дека се помлади. Тоа е Ние имавме,
во процесот на формирање на овој факултет со колешката Еремеева, цела година работевме на програмата и на избор на луѓе. Значи, нас ни беше дадена една, и тоа е, некој ќе ти даде одговорност, направете факултет, без никакво мешање, тогаш таа одговорност вие морате да ја оправдате. И тогаш морате да се окружите со тим кој што ќе работи заедно, кој што ќе дише заедно, секако со сите своји нијанси на различитости. Затоа што само различитостите ќе додадат вредност. Но имаме една зацртана идеја дека ќе правиме сериозна школа, дека ќе правиме школа, не факултет. И сите негативни работи кои што ја ги носев од државниот факултет, беше да ги надминеме, односно, решивме дека да се што знаеме им понудиме на студентите, дека тие нема да купат диплома, туку ќе купат знаење. Тоа е важно. И она што го носев ја, пошто бев 20 години на факултет, веќе сигурно човек изградува некакво име, некаква личност. И сега не можам заради не знам што да ги погазам тие 20 години да се претворам во фабрика за штанцање на печатница за диплома. Ова е многу битно, бидејќи ние сме сите свесни дека градење на брендот значи заштеда на време. Што значи дека веќе кога некој изградил бренд е препознатлив, значи ние веќе му ја даваме довербата побрзо, полесно. Па тука баш сакав да кажам колку тоа значеше во твојата кариера и колку тоа креирање на личен бренд е значено во лидерството. Самата област со која што се занимава јас и моите колеги, архитектурата, е еден вид брендирање на нешто, знаете. Тоа брендирање постои со историја на архитектура. Па еден стар Рим се брендирал, SPQR. Да. Знаете, не знам, знамиња, сите оние символики кои што сведочат за некаква институција. Така да архитектурата е првата што го гради брендот, визуелен бренд. Така што можеби несвесно, но ние градиме бренд. И слободата, што беше убаво во оваа цела приказна е дека кога имате слобода и одврзани раце, тогаш вие внимавате кого ќе викнете во тимот, затоа што прво моите искуства од работење во странство, затоа што ја во други проектантски не сум работел, сум бил на факултет, сум работел сам. Тоа го дознав дека битен е тимот. Дека не е битно кој колку може би знае, битен е тимот да се совпаѓа и да се спремни сите да учат. Тој што не знае ќе научи. Тоа е кога се бираат луѓе, и тоа е по мене една од клучните работи што лидерот треба да направи во било која организација, е да ги избере правите луѓе до себе, знаеш. И тука се случува една ситуација кај што повеќето луѓе неќат да носат одлуки. Знаеш, повеќето луѓе сакаат поудобно име некој друг да ги донесе одлуките место нив и заради тоа после го следат тој лидер. И мислам дека основната причина за тоа е што носењето на одлука подразбира одговорност. Значи ти носиш одлука, ма треба да застанеш за таа одлука. Односно треба да бидеш возрастен човек за да носиш одлуки. А повеќето луѓе што не сакаат да носат одлуки, останале малку деца во себе си, знаеш. Од една страна, значи лидерот мора да е возрастен, а од друга страна, па за да погледа малце на некои работи што другите не гледат, мора да задржи одредено ниво на детска љубопитност. Сега како тие две работи да ги човек да ги балансира? Како ти ги балансираш? Авторитет, во исто време да ја задржите таа детска љубопитност и да отварате можности да учите и од младите и од старите. Тоа е така, Тина, затоа што Илијанчо, кога си избрал прав тим, значи интересно е. Кога ги слушаш младите, ги потикнуваш прво да менуваат, ги потикнуваш да дават некакви решенија за нешто за што ти ќе дадеш некакво образложение. И тогаш е интересно. Интересно е затоа што и кај тебе се раѓа желба да иновираш. И ти со тие со тимот да
учествуваш во реализација на некакви проблеми, во решавање на проблемите и љубопитноста. Ако вие се стремите, ајде малку символично да речеме Скопје, да го земеме, нашиот град, кој што Скопје имал свои фази на развој. Ме интересира дали приметуваш во различни фази на изградба на градот различни лидерски принципи на градителите. Нека во некое време еден менталитет или едни принципи на градители работеле во минатото, па сега други и така. Некако може ли да се идентификува во вашата професија дека се одразува идентитетскиот, значи, профил на градителите во архитектурата која што најчесто треба да е прилагодена на потребите на луѓето? Секако, затоа што и архитектурата е под влијание на различни трендови, на различни школи, на времето, се разбира. Еве, ние сме сведоци за некаква, што ја нарекуваме, херојско доба на македонската модерна архитектура или современа, периодот после земјотресот, кога се изградени за 15 на години сите битни објекти од институционална важност, од републичка управа, од културни установи, институции, образовни, се разбира, факултети, универзитет и така натаму. И кога човек ќе направи анализа, дали стручна, може и било кој да види, да спореди, денеска може тоа лесно да се направи, да се вратат некои слики од тој период 70-тите години и почетокот на 80-тите, да види што се правело во светот и види дека ние сме биле блиску до тоа или заедно со тој тек на која символика може да ја искористите за тој период или да речеме вредности на тоа време, да речеме? Еве, да речеме, ја имам еден предмет кој што се вика објекти од трговија, трговски центри и така натаму. И она предавање кој што им го раскажувам и на студенти или на некаде ако идам на некоја друга или во други школи, затоа што сметам дека трговски центар, градски трговски центар е символот на таа цела архитектура. Што значи тоа? Тоа значи дека во него се инкорпорирани сите стремежи, сите идеи, сите желби на тој период за просперитет, затоа што после пепелта на рушевините на Скопскиот, на градот од земјотресот, градот сакал не да го врати, него да прескокне децении и да влезе во современиот свет на архитектура, на култура, на образование, на индустрија. И сето тоа е инкорпорирано, кога ќе видите тој градски трговски центар кој што, како велеше Чипан, не е тој објект, тоа е архитектонско-урбанистички зафат. Пред може би месец дена или така беше промовирана на монографија за еден од доените на нашата архитектура, Ѓоко Радовановиќ, за која тија напиша делот за архитектура, не? И тоа ме потсети, знаеш, на еден на изјава која се припишува на Њутон, кој што вика: ако и сум гледал подалеку, тоа е затоа што стоев на рамењата на џинови. Не? Имаме ли ние џинови на кои чии рамења можеме да станеме? Не само во архитектурата, него воопшто, и колку е важно тоа да го препознаеме заради континуитет некаков на развој, не? Значи, кои се нашите џинови? И колку ја гледаш улогата на лидерите во тој дел, значи да покажат одреден правец и да видат на чии плеќи може да застанат. Секоја култура, секој општество има своји џинови, независно какава е. Ние сметам дека сме мала култура, но која е извонредно богата и со непроценливи артефакти, со непроценливи дела од било кој аспект на култура. Така да и во архитектурата, еве, ми беше задоволство што бев повикан од колегата Радовановиќ да учествувам во пишувањето на монографијата во делот за архитектура. Учествуваше и професор Владимир Величковски, кој што напиша дело за уметност, затоа што Ѓоко Радовановиќ се бавеше и со уметност и сега пак се враќа на некакви колажи и така натаму. И тој е еден од џиновите, тој е втора генерација, да речам,
наши современи архитекти. За нас, помладите, представуваше исто така еден вид, узор, еден вид пример кон кој се стремевме и покрај тоа што ги имавме, да речеме, хероите. Мене професори ми беа и Живко Поповски, и Борис Чипан, и Славко Брезовски, но тие ја има една друга дистанца временска и генерацијска, додека Јоко Радовановиќ и негова генерација архитектите од Ајвар беа поблиски, некои 10, 12, 13 години, 15 години постари од нас, од кои што ние сакавме да бидеме како они, затоа што многу е битно да имате идол кој што можете да го сретнете, кој што можете да разговарате во вашиот прв круг. Так. Она што рековме, признавање на признавање тугите достигнувања. Достигнување. Така да тоа е тој джин кој што е блиску и секако има и во другите области. Мишко, вие се стремите архитектурата да биде ориентирана за задоволување на потребите на луѓето, на граѓаните. На некој начин да биде адаптирана. А како изгледа една работна средина која што е адаптирана за вашите колеги, за вашиот тим? Што треба да има таму за да бидете вие среќен во таква средина? Јас на студентите, кога ги дочекувам новите студенти, велам дека студирањето архитектура е култен академски жанр. Жанр, тоа ми се Жанр, свиѓа. да, он е жанр, култен академски жанр и затоа што е као рок н рол. Знаете, и тоа добро е да се осознае и потоа да го практикувате како професионалец. Што е тоа? Тоа значи дека се работи тимски, се работи во една специфична атмосфера, се работи во атмосфера на рок н рол, знаете, се движат, имате предмети, инструменти, музика е пуштена, разговори и во тој еден благ хаос се создаваат, па се помага, овој црта едно, па некој му помага. Така да тоа е добро да се пренесе и потоа во работниот дел, затоа што не постои работа која што можете сам да ја направите. Постојан брейнсторминг ви е потребен. Затоа и денеска тоа се тимови кои што ги создаваат проектите, не само затоа што денеска стана се посложени проектите заради нови технологии, заради инфраструктура, туку затоа што морате да испорачате кон граѓанинот, кон инвеститорот сериозност, дека тим го прави проектот, а не поединец. Тоа се, да речеме, карактеристики на едно друго време, на времето на Ле Корбизие, на Мис Ван дер Роhe, на модернистите, кои што самите ја носеле компанијата, никој не знае кој се работел со нив. Затоа што, ако не истражувате, ќе се запрашате како може Корбизие толку работи да направи. А никаде не го споменуваат Пиер Жанере, никаде не ја споредуваат и неговата колешка, тоа е еден авторски тим, кој што има уште еден друг круг на работен тим. Ова е многу интересно. А ние викаме, денеска сме тимови. Ова убаво што го спомена, зашто мислам дека во сите области на животот, не само во архитектурата, заврши времето на осамените гениалци. Да. Знаеш, порано се врзуваа сите успеси, дали е наука, дали е уметност, било што, за еден човек. Денес, особено да речеме во науката, денес имате институти, тимови кои што работат и кои што буквално не може само еден да издвоите дека е само тој заслужен. Ова е тој принцип на тимови е многу важен. Али во тие тимови, тука е клучно оно што го зборевме преска, не може да имаш тие луѓе што ќе се возат само. Значи во тие тимови мора да имаш возрастни луѓе што ќе бидат спремни да носат одлуки. Ја, например, кога сум правил моите тимови, 2-3 пати во животот сум имал прилика да формирам тим од нула, секогаш сум настојувал на тие луѓе што мене ми рапортираат да им давам простор да носат одлуки. Не само да им давам простор, да ги натерам да носат одлуки, затоа што така растат, мене ми го прават животот поедноставен. Секако, мислам, нема што да не се сложам. Сега ќе дообјаснам и атмосферата, односно принципите на работа во академска средина, на факултет. Знаете, ние имаме
како се вели, изборни циклуси. Имаме евалуации, имаме проверки. Значи, за да станете професор, редовен професор, тоа е крајното ниво, почнувате од асистент. Ако почнувате, може и директно да дојдете као доцент денеска. Но, и да бидете избран за доцент, вие после 5 години сте на некаква евалуација. Некој треба вашиот труд да го валоризира. Рецензија, реферат. Значи, да се преиспита што сте работеле. Така да, кај нас не сме многу комфортни. Така, да. Затоа што сме Нема цело да се време на возиш, избори. Не можеме да се... поготово сега во овие нови времења, каде што и навистина и конкуренција има поголема, да речам. Но и сега, сложеноста на процесите во образованието се многу по-комплексни него, да речем, ја кога сум студирал за тие професори. И затоа веќе секој член од тимот има некаква задача, има некаква обврска. И со исполнување на тие обврски, на тие задачи, тие и се челичат и всушност имате избор дали да го изберете или не. Ако можам да заклучам, отчетноста, значи е многу важна за тоа како работите и како се развивате, но ме интересира како се справувате со младиве генерации. Еве, оваа последна Z генерација што доаѓа сега и во работната средина, поготово веќе се во образованието, многу сакаат брзо респонс, брзо напредување, брзо да се случуваат нештата. Ако земеме предвид дека самата професија архитектура бара едно долгорочно надградување, значи на професионалецот, како тука се снаоѓате сега за да ги задржите заинтересирани? Значи тука фокусот, вниманието е нешто што недостига малце. Ова е прашање од $1.000.000. Да, ти на право си. Прво, да објаснам дека за успешноста на тимот е потребно тој тимски и да игра. Ние воспоставивме со колешката Ремева еден систем да додека го создаваме, затоа што ние сме веќе и возрастни, 18 години е нашиот факултет. Во првите 10 години се состанувавме, на почеток на секој семестар правевме некои семинари да се запознаеме кој што работи. Мислам со студенти, какви задачи, за да не се преклопуваат, за да видиме каква е проточноста на знаењето. Например, некој од повисока година ќе Мишко не знаат да нацртат или слабо се снаоѓа со решавање на тие и тие проблеми, поведите сметка во подолните години. Потоа на ниво на вертикала и на ниво на мислам и хоризонтално и вертикално. Сега и тоа продолжува, тоа наше советување, затоа што доаѓаат, како што велиш, нови генерации. И тие нови генерации доаѓаат со некакви своја култура, со некако свој ритам, со некакво. И сега да плачеме дека не се како нас, кои што сме играле надвор, кои што сме читале стрипови книги, дека сега се сите на телефон осамени. Знаете, кога дојде периодот на COVID, па имаше некој, ги прашуваме како се наоѓате, нели ви е досадно? Па некој вика, па нема разлика, и онака цело време сум на компјутер, нели? И сега ние како професори, како наставници, јас секогаш им велам дека ние не сме од оние професори кои што го чуваат знаењето, кои што се чувари на мудроста и на знаењето. Денеска информацијата е секаде. Ние сме сега сообраќајци, насочувачи. Која е добра информација? Не права, него од тоа море на информации ние ги насочуваме што да гледаат, кое ние сме го провериле. Но ние не можеме да забраниме да се интересираат. Сега, она што го кажуваат и психолозите, дека концентрацијата и за учење, за читање, за разгледување е кратка, дека на 30 секунди се менува или на 10 секунди се менува страница на интернет, ние со тоа треба да живееме. Значи, не можеме да ги враќаме времињата назад, но ние тоа сега треба да го направиме предност. Во образование е многу интересно, не знам дали знаеш.
Нели сега често студентите користат чат GPT, да речеме, да направи есеј или било што. И сега има еден тип професор кој што ја мислам дека гениално постапил, како да се справи со тоа сега, како ти од он сега не може нон-стоп да гледа дали некој е напишал со чат GPT или не. И он им дава задача, да речеме, не знам, последните 2 години од Втора светска војна, некаква тема. И сите доаѓаат со нешто напишано, не? И при тоа им рекол, можете слободно да користите и чат GPT, што сака да користите? Но тоа не е задачата. Задачата е на крај вика, ај сега ова што ми го донесовте, да го оцените. Да. Сега тука веќе, знаеш, доаѓа до ситуација да тој мора знаењето да го покаже. Ако го нема, не може да го оцени. Зборот ми е, тоа е еден дел од начините како може да се прилагодуваат тие процеси. Знаеш? Точно, затоа што и ние на универзитетот вкупно веќе од пред 1-2 години разговараме на таа тема и како да се справиме со ChatGPT или со AI, со VI. Ја викам, и сега имаме наши стручњаци од факултетите за IT, од психологија, од право. Да. И ние сега се советуваме за да излезе политики за однесување кон користење на вештачка интелигенција и генеративни овие технологии. И онда заклучуваме, пошто ја тоа го гледам, како, знаете, на филмовите полицајците викаат, ние стално каскаме позади криминалците. Они секогаш се понапред и со технологии, и со идеи. Да. И ние, кога ќе фатиме нешто, тогаш дознаваме, па после они идат напред. Така и со студенти, бе. Знаете, ние треба да го... Вие ги следите, треба да ги, научите како... И онда градиме стратегии и сега рековме, окей, готово, завршено, политиката е забрането користење ChatGPT и AI во што? Во испити, во завршни есеи, но како алатка може да се користи. Точно. Еве тука ми дојде она прашање што сакав да го поставам, моја лична дилема, кога гледам сега на интернет некои постови спонзорирани, не ви треба архитект, со оваа апликација поставете, измерете собата, ставете во кој стил и вие ќе си ја направите сами нели она архитектонското, односно за интериерското решение. Што ќе кажеш за тоа? Дали е тоа некаков тип на, има ли тежина тука или е некоја патка од такви објави која што само да се навлече да ни ги земе парите, а понатаму ништо од тоа и како е? Ја мислам дека тоа ќе се развива и тоа е во делот на некаков маркетинг, во делот на продажба, дали на софтвер, дали софтверот е врзан за некаков производител, па можеш да го користиш со тие производи. Еве, и сведоци сме, се отвараат некакви академии. Имате академија за која трае 6 месеци да станете интериор дизајнер. Тоа е исто. И сега ние викаме за да станете дизајнер, односно архитект по внатрешна архитектура или архитект ви треба 5 години. А овие за 6 месеци за 2000 евра. Малце несклад, да. Што да очекуваме од тоа примера на вештачка интелигенција и ова? Сметам дека знаењето и улогата на човекот нема да исчезне, но човекот треба да се прилагоди, како што велам. Значи, ние треба, има во еден архитектонски списание, има една реклама или за некаков софтвер, вика дали вештачката интелигенција ќе ви одземе работата. И после вика, ако не користите вештачка интелигенција. Што значи дека таа е во разговор со колеги софтверџи, како што компјутерџи, како што си ти, тие велат, не знам дали е тоа точно, вика, тоа е назив на софтвер, AI. Порано се викаше софтвер, па не знам како, сега се вика AI. Значи, пак е алатка. И она што викаме дека во едукација, ние бараме да ги презентираат проектите, да ги објаснат како стигнале, одредени предмети им даваме само во молив да ги работат,
Во суштина за вештачка интелигенција и да, точно дали баш е тоа интелигенција, и многу е тоа дискутабилно, затоа што повеќе тоа некое учење на како да ги научиме машините да ни бидат од поголема корист, но нема да не заменат. Алатка. Баш така. Но сепак да, прилагодувањето тука е најбитното. Види, нема да бидат лидери, како ти кажам. Знаеш, кога ќе дојде некој... Нема да бидат лидери, ќе бидат followers. И вика, take me to your leader, знаеш. Да. Сигурно не однесеш на компјутер. Јово само извини, али зашто треба да учат и да знаат? Затоа што кај нас по проектирање испитите се рачно. Се изведуваат со молив. Епа, виж, да, тоа е решение. Тоа е решението, да. А да речеме за проектантски предмети, еве ви лаптопи користите, гледајте слики, гледајте се, ама со молив треба да го нацртате испитот. Вие сте го нашли решението во тој дел. Тој дел, да. Бидејќи ние тука сме најмногу за да слушнеме за тебе, мене ме интересира кога би ја имал моките да речеме на одлучување за еднината на Скопје во смисла на визионерски пристап, што би било тоа, во кој правец би ги повел работите, односно што е тоа што мислиш дека му треба на градот во еднина? Ти навиди, кога човек ќе се најде да размислува, значи за таква комплексна проблематика, за такво комплексно прашање, не е лесно, треба да направи размислување за да не бидат тоа памфлети, пароли, Да. Скопје треба, Скопје. Значи, било кој град, битна е прво инфраструктурата. После доаѓа архитектура или не знам, надградба. Инфраструктурата е база. Значи back to basics, Back значи to мора basics. Значи, ние треба да провериме и да се она што е политички непопуларно, нели? Ако не се гледа, ништо не си направил, све што е под земја никој не го гледа, но без тоа ништо не може да вирее над земја. Баш ме интересира дали сметаш дека градот со понудата го дефинира културниот живот или побарувачката на новите генерации, нивните интереси кои што произлегуваат од тоа што гледаат на интернет, се како живеат новите вредности на живење, ја диктира потоа, нели побарувачката диктира каде треба да се движи тој културен живот. Ја мислам, прво сметам дека имаме еден дел кој што е приватен, значи продукции и така натаму, кои што ги задоволуваат директните потрошувачки желби. Имаме еден јавен интерес, тоа е градот кој што треба да понуди една друга култура, една повисока култура, не ова што е популарна и секако и од таму, али да се грижи за квалитет и затоа креаторите на тие политики треба да бидат луѓе од културниот живот. Ова е друго, вие да ги задоволите желбите на обичните, тоа се приватни продукции, приватни што дури шунт. Тоа е пазарот. Но, вие како град, значи, вие кои што ја креирате таа култура, тоа е, да речеме, нели, Скопски джез фестивал. Ја мислам дека во голема мерка тоа што ќе понудиш на луѓето, тоа ќе го конзумираат, знаеш. Например, јас ставам направам таа парела, кога бевме деца, ако ти текнува, на телевизија одеше Twin Peaks серијата. И кога ќе имаше епизода Twin Peaks, улиците беа празни. Ако погледаш сега што серија била, таа е скроз откачена. Таа не е, што ви рекле, за широки народни маси. Не е за таа возраст. Не, ама ние сме некоја стайл на програмата и луѓето ја гледаат, знаеш. И сега на програмата става нешто друго. Така и со културните настани ми се чини по ја имам една. Што ќе им сервираш, тоа ќе теорија дека за општеството го се базира на 3 столба. Едното е слобода, другото е материјалноста, односно финансиската моќ, економската моќ, и третото е култура. Слобода, ајде да речеме, имаме од 45-та, па сега имаме уште автентична слобода, нели, со сувереност. Гледајќи што е све потрошено, сме имале и материјални средства. Така. Сега најтешко е култура. Најтешко, тој третиот столб, и затоа нашава куќа малце клима, затоа што за да изградите култура, тоа е бакотрпна и долгорочна работа. Значи не е да имате слобода и пари и
готово имаме култура. Не. Културата се создава на еден сосема друг начин. Затоа што во основа на културата се вредностите на општеството. И па и на секоја компанија, на секоја организација, културата е одраз на вредностите, на верувањата на групата која што живее или работи таму. И затоа и тие се менуваат и многу често се остава стихино да се менуваат, нели глобализација која станува збор за допирот до сите информации сега е таа селекција што ја рече пред малце, нема кој да ја направи за нас самите, за децата наши, која што се што доаѓа од светот не е така корисно за да се следи, да се прати, и тие филтри се всушност вредностите во општеството. Тоа се филтри кои што би требало да се постават од авторитетите во општеството, во компанијата, во организацијата, за да филтрираат информации кои што се како насоки на оние кои што се членови на таа заедница. Кажи ми едно лично прашање. Колку успеа во текот на целиот овој твој еден ангажиран живот, професионално, со многу различни типови на твои улоги, од нетворкинг до предприемништво, до професорство и се, да го задржиш балансот со приватниот живот? Секако дека ангажманите како е обратно пропорционално влијаат врз приватниот живот, но со една да речеме прво со поддршка од семејството. Значи без поддршка не можете да се ниту впуштите во такви ангажмани. Прво поддршка, второ да бидете добро испланирани, односно денот и организацијски да биде добро испланиран и да сепак да не се препуштите на тотално на она што ви е ангажман, туку сепак да оставите нешто, некоја резерва од време за вашиот интимен живот со најтесниот круг односно тоа е вашето семејство, кое што утре пак ќе ви даде сила за да истраете или за ангажманите нови. Така што навистина не сум како некој што отсуствуваат со часови, со денови од дома. Сепак имавме еден ритам да речеме во толку и толку часот сите заедно ручаме и кога децата беа помали, па потоа се оди. И во тој дел од денот тогаш не дозволував никој да ми се јави, односно исклучував телефони и на сите ми велев дека од 3 до 6 не сум достапен. И потоа повторно почне од 6:30 работниот ден до 12 до 1. Така што го следат ли децата твојот пример сега и професионално, еве и вака за професионално мислам не се архитекти, моите отидоа во други два смера, едниот е лекар, другиот е правник, но се така, да речам, ангажирани, се амбициозни. За жал се во Германија, но и таму успева да се пробиваат во својот. Мислам дека и ние сме сите производ на своите родители. Не можеш да излезеш од тој амбиент, од тој ритам, од тоа што се бара. Секако и дома треба некое лидерство да имаш. Односно, ја велам, оној антагонизам помеѓу татковци и синови секогаш постои на ниво на некој ривалитет, али тоа не смее да отиде во крајност, односно тој треба да продуцира некакви позитивни ефекти. Односно, моите не се архитекти, ни еден не е архитекта. Ние сме сите различни. Жена ми е музиколог, едниот е лекар, другиот правник, јас сум архитект. Све покривате. И све покриваме, знаете, и дел на култура, дел на така што не може ако правилно, значи не можете вие да бидете лидер во општеството, а да запоставите еден најбитниот сегмент на вашата личност, тоа е вашето семејство, односно вашите деца. Така што тука правиме некој баланс. Не викам дека е успешно се, ама бидејќи денес зборувавме за вашата лидерска приказна, патот. Што би било нешто што би го препорачале, би го на некој начин предложиле на младите архитекти, како можат да бидат лидери,
и да не се плашат дека вештачката интелигенција ќе ги- направи проблем, туку дека ќе бидат уште поуспешни завладувајќи својстата. Да, младите точно не смеа да се плашат од тоа што доаѓа, затоа што не зависи од нас ништо. Значи, тоа се движења кои што се глобални, кои што не можете вие да ги контролирате, као и големите процеси што, али треба да се приклучите кон тој тек. Она што не треба да се заборави е да не се плашат од работа, да не се плашат од учење. Што го каже Илијанчо за да прифаќаат одговорност. Точно е дека комфорната зона е денеска преширока. Зашто? Затоа што има многу начини на доколица што се вели. Да. Порано, ако не работиш досадно, немаш голем избор на активности. Сега можеш да влезеш преку телефон во еден друг свет и да те снема цел ден. Така што преземењето одговорност те вади од некоја комфортна зона. Потоа, не се брка успех, него се брка работа. Затоа што успехот ќе дојде. И љубопитноста, предизвиците се оние што се мотивирачки. Треба да се има љубов кон професијата секако, кон она што се работи. И тоа се некакви толку се важните работи на сочувањето и да не се плашиш од работа, од одговорност, затоа што резултатите се убави. У секоја професија, не велам дека мојата професија е подобра од вашата и резултатите вечинат затоа што вие ја сакате, треба да ја сакате професијата и резултатите ќе ве исполнат. И потоа идете на други, така се создава и можеби на крај лидерство или значи кога работата ви е важна, а не успехот. Ти благодарам многу, Мишко. Твојата лидерска приказна е навистина импресивна. Доколку ви се допадна, се надеваме дека ќе се сабскрајбнете на нашиот канал и ќе не следите во наредните епизоди. Пријатно!